съветите урбанистички дело урбанистичкиот план во населено место на најната држава. Нашата советничка група, која што наоѓа беше опозиција, се составена заедно со органите на партијата. Трябваше да получиме дали тој проект на градоначалникот Алевски ќе го поддржиме или нема да го поддржиме. Едногласно беше одлуката проектот да се површи. И на лице место таа поддршка беше манифестирана. Беше поддржана првата класа. Значи, почеток на носење на урбанистичкиот план, нацрт план и последната фаза донесувањето на урбанистичкиот план. Социјалдемократскиот сојуз со своите коалициони партнери ги поддржа сите чекови носење на урбанистичкиот план. Ние, од опозицијата, учествуваме во уверењето на жабе, почетокот на жабе. Сега, зашто во меѓувреме се конфронтираме? Тоа треба да биде јасно. Се конфронтираме во оној момент кога станаа јавни податоците кои што ги имаше изнесено градежниот институт Македонија, од кого што општината во меѓувреме, пред да започне со уредењето на индустријската зона, односно пред да ги нарача изработката на урбанистичките планови, имаше побарано да изврши анализа на земјиштето во годност за град. Компаративна анализа помеѓу сегашната локација и локација во непосредна близина на селото Храбар. Резултатите од таа анализа беа погубни за сегашната локација. Буквално беше кажано, дека локацијата не одговара за градот, дека при најмали брнежи водостојот се крева на 30 см земјината површина и дека секоја градба мора претходно да се направат пред секоја градба значителни инвестиции во подобрување на носивоста на самото земјиште. Од друга страна, земјиштето околу Храбар беше оценето како добро за градот и дека во најголем дел воопшто не е потребна никаква припрема за да се започне со изградба. И кога тоа го обзналите, меѓу другото јас го кака ми плата билијата, настана буда. Вие сакате да мигрирате жабен, не жабен, индустријската зона. Вие работите против Битола, вие работите против преводувањето на Миколча. Никогаш немаше разлика во концептите за или против индустријска зона. На почетокот немаше ни разлика во концептите за или против жабе. Во оној момент кога прочитавте студијата и кога изработуваше урбанистичкиот план меѓу другото Јурго Шутовски, ни обзнани дека за тие 16-18 хектари почетните се потребни 7 милиони евра за подобрување на носивоста на земјиштето за сите инвеститори што ги купат таму веднаш да може да почнат да градат. Ние ја сменихме нашата подршка и стана против. Дали тоа не е разумно? Дали ние сме против работувањето во индустријските зони? Дали сме ние против канењето и дењето на странските инвеститори и домашните инвеститори во нашите индустријски зони? Апсолутно е истина дека некој воопшто спомена старата индустријска зона. Само има сијаси нерешени имотно-правни односи, нас не беше јасно дека узорно воопшто се размислува. Меѓутоа, алтернативната локација во близина на градот и тоа како не беше упатио. Градоначалникот Алевски не сакаше да слушни за тоа. Да се смени локација. Беше започнато со градоништо, само беа да не се урбанистичките планови. Единствено, требаше да признае, да, во право сте, грешка беше, треба да смениме локацијата, да одиме на локација на и тоа не го така. Продолжи. И понатаму. Таму имаше земјоделска површина која што се урбанизуваше индустријскиот комбинат Пелагонија. Тонче, и почна градоначалникот
Валевски да разпишува явни обяви за купуване на землище. Првата пропадна ни е сега, парцели. Втората пропадна ни е сега. Инспекта доста ќе везан за навистина. Една се да ќе давам председателки до 3 сата, затоа што го прекршите предходниот договор. Ама не се придržувате на дневниот ред. Значи можете да... Можеме да заливам цяло скоро, да. Ова е... Ама имате малце респект и кон тој што го може и кој ќе го... Можете да прекинете седмицата, па ќе продолжиме, па ќе станеме повторно ќе зборувам за истото, затоа што рушкина некои други некои работи не ми се јасни. Јас ова не го знам. Настрана, Ако не знам што ќе го разкажеш. одамна од дневниот ред. Колегата Леонида нас ни кажуваше за не знам шо, кој другиот колега ни кажуваше за шовата и Добро, ама моја праца се која ќе го прекина. Значи одамна и Ама за регистрираност, тајка да ни објасни убаво 2005 и то не е лоша. Не е лоша. Дневниот ред е исклучил за 2017 година. Меѓутоа, бидејќи на колегите не му се јасни некои работи и нас... Бове оставено, но имате респект сега, да. Убаво што ни објасните на сите од 2005. Стирам од само почеток да се каже како сте. Ова не го знам. Јас не го Ако знам. што еднаш ќе слушнете колега, и јас слушнав дека треба во 7 сато да прекинеме седмицата, па не ја прекинуваме, па вие сега ќе слушате тоа што треба. Село не дојде. Е проблем. Ќе Не, дојде. не, не. За 10 Ќе дојде. и ќе си Јас ќе зборувам и ќе дојде 7 сато. Сега за сега имам. Знаете колку е председателката. Многу добро. Многу. И си продолжија со јавни надавања. Дали знаете зашто промата јавни надавања? Затоа што рушената цена беше над 2000. Се, во меѓувреме владата носи одлука со кој што почетната цена за објектот намена Г се намалува од 2000 и нешто на 1 евро по метар квадрат. И тогаш почна распродажбата во индустријската зона Жабе. И ден мора. Плюс, во истиот пакет владата донесе одлука дека комуналиите изнесуваат само 5% од комуналиите кои што се предвидени за тоа подрачје кај што се наоѓа индустријската зона. Со други зборови на инвесторите местната беа дадени. Јас мислам дека тие погодности по суштина се добри и функционираат таму кај што зоните се изградени на релативно добри подрачје кај што е возможна градба веднаш, без дополнителни трошоци. Во Жабени не. Се купија околу 30 на 40 парцели и никој не започнуваше за работа. Пред некаде. Го пишеш по Facebook. Ај викне 100 души тука некаде. Ќе дојде. Пиши овако да се плашите. По 2000 Глупост. Глупост. Од 2011 година се јави сегашниот инвеститор Кромер и Шугар. Меѓутоа, безобразникот на јавната администрација, тогаш на Котевски и на сегашниот граначалник Алевски немаше крај. Не познавајте на термините, ще користам. Термините се апсолутно адекватни били плани за тие две особи. Зошто? Затоа што ни со збор не го предупредија инвеститорот во каква зона и во какво земјиште треба да огради својот објект. И инвеститорот кога на крајот, што нели нормално треба пошто се градишки работи, и направи првите испитувања беше за препаста. И еве што рече инвеститорот Ханс Кромберг кога дојде во Битола на отварањето на фабриката. После купувањето на оваа земја, сепак се соочивме со еден голем проблем спротивно на она што го очекувал. Кој се цитира? Земјата има многу висока водостодржина, толку висока што основите на нашата фабрика мора да се изградат брз нас. И благодарни сме на владата на Република Македонија, што со 1,5 милиони евра ги овозможи тоа да го направиме. Спротивно, оваа фабрика денес немаше да постои.
таму више дојде на работата со Кромбек и Шубер. Ако не беа овие погодности, ако не беа низата други погодности кои се уште се тајна од типот на простени придонеси, неплаќање на данок на добивка и така натаму, Господ знае што се не, денес жабени немаше да функционира ни со Кромбек и Шубер. А што се однесува до структурата на вработените, мојата предпоставка е следно, тоа што го слушам од луѓето. Од прилика од 5 до 6-7% релативно им е добро за што се наоѓаат напор од производствената линија. Кромбек и Шубер, ја се нарекувам текстилна фабрика за мажи. Затоа што е текстилна фабрика за мажи. Никој од нас во оваа просторија не знае што значи 7,5 сати ни минута помалку да стои на работна лента и да реди кабли и конектори без право на грешка, односно собрани грешки, потоа следи отказно решение. Никој. И затоа фактурирањето на вработените во Кромбек и Шубер, односно бегањето со други зборови, е толку често. Видете, на почеток во Кромбек и Шубер бираше кого ќе работи. Да не бидат од руралните средини, затоа што имат работа, да не биде оттаму, да не биде ово, сега ги имаат отворен конкурс. Се живо и диво прифаќаат и луѓе кои што заради земјоделски работи работат само во зимата, па во летото дават отказ, потоа повторно ги примаат зимата. И да не се заводат. Битола е намалила преработеността, кој зголемил бројот на работење и ако сето тоа се имплементира во свеста на луѓето така како што вие очекувате кој ќе отварате овие Кромбек и Шубер, а не единствено ваков тип во Македонија. Вие во Битола ќе имате на предходните избори 27.000, а ние имавме 24. Со такви благодети ниеден нормален народ, а нашиот само мала нормален, немаше во Битола да гласа за опозиција. И сигурно во вашата подстава не се прашува се зошто тоа се случи. Каде ми е грешно? Ако не се прашувате, ви треба. И треба да се прашувате. Имало интерес за изградба на капацитет. Тоа само го повторувам. Овде е програмата која што јавното предпријатие ја понуди до 2016 година. За тоа може разни за решавање како инвеститори, како ни се модел за решавање на работната и ќе донесе најавеат изградба на капацитет од страна турската компанија Шелман, производствена турска организација и италијанската компанија Хелиофуд. Исто така продолжи да изградба на капацитет од алтернативна индустрија за производство на палети од домашната компанија Спринг. Добро. За 2017 година, планот да види, во 2017 година од страна на инвесторите планираат да бидат завршени со градот на капацитет на промишленото, капацитетот на ДО Спринг, капацитетот на грчката компанија за производство на дограма, кој што исто така беше најавен уште во 2016 година. А уште порано. Сега продолжи. Така, се врати турската компанија Шелман, италијанската компанија Хелиофуд и грчката компанија Цена. Има некоја измена во најавите. Јас веднаш ќе ви кажам. Пошто споменате меѓу другото дека нов Белград во изграден училиште вистина. Дали знаете како го изгради? Изградија стотици и илјадници млади луѓе, кои што мануелно носеа чака и земја, за да го затрупаат училиштето. И откако го затрупаат,
беше възможно да викнат сградите. Ние ги повикахме инвеститорите и му рекохме, ево ги го училището, градете. Мојот предлог, уште на почеток кога Јордан Шундоров си каже дека 7 милиони евра се потребни. Уште тогаш беше, дајте да следиме заби локалната самоуправа и централната власт, да ги инвестираме тие 7 милиони евра, да го тампонираме цел тој простор. Да ги инвестирате, да. Не инвестирате ништо, на самите парцели, а не само на приодните патишта. Значи, не се разбираме. Парцелите треба да се, носимостта на парцелите да се згори. Не правуваме тук за приодни патишта, за водовод и за канализација. Сега, Промерки Шубер е изграден врз основа на шипови, тоа се огромни бетонски столбови, по висина од 15 метра, кои се длабоко забиени во земјата, за да стигнат до цврста почва и да ја носат градбата. Тоа е наколно живеалиште. Нема ограничување. Нема ограничување, ама се кошта, колега. Не, на дискусите да ги го... Денес нема, за жал не е добро е така. За жал е така. Не може да Збораме за кондицијата. Време јас имам кондиција. Зборам затоа што мразам кој ќе се нешто договори. Ете, тоа е што многу не знам кој се договори, но иското од вашата советничка која беа таму, кај што се договаравме. Како и да е сите ги се седите до тоа. А ми што биде така, Јас овој го прв пат го слушам слушам. Колега. Има слушнато, може да почне со. само пазите да има доволно советници, иначе ќе мора да... Добро. Уште една работа, која исто така сакам да ја споменам, се однесува директно на плановите кои што овде ги се доставили и после за финансиски. Zato me interesira čakalo od Стекноме не беше. Кој доносеш можем ще една бизнес делка, од тоа што на работа. Јас ке разговарам со пријом и се Не е донесен доволно чака, треба уште да се донесе. Како цела да му даде. Тоа е суштината. По планираните приходи, ова фактички е биланс на приход, односно биланс на успех, што се планираните приходи и разходи, стои приход од исклада на средства на правилникот за инвеститори кои се одражавени 2.600.665 денари. Приходи од наплата за одржување за претензионна мрежа кои се знајќа од 30.000 денари и тоа го кажа на комисија. Приходи од 1000 години 2.400.000 денари. Овие не се приходи од 1000 години. Мислам дека тоа на комисија го разчисти. И денес очекувам пред да започнеме ова точка да добиеме коригиране. Биланс на приходи од 1000 години, значи пренесени приходи, кои што главното предпријатие ги остварило во минатата година. Нас директорот информира дека овие 2.400.000 денари де факто се дел од основачкиот капитал, кој што општината на почеток го вложи кога го основаше едното предпријатие од 10 милиони денари, толку се останат. И не може овде да фигурира за на крајот да даде сума за 5.840.665. На комисија прашат, Добив одговор и мислам дека во меѓувреме сето тоа ќе биде коригирано, меѓутоа за жал чисто не е направено. Понатаму, билансот на успех да си треба билансот на успех и билансот ако добро се сеќавам, пред 2 години ние усвоихме една програма за така наречена државна помош. Таа државна помош беше предвидена околу 50.000 евра да ми се дадат на фирмите кои што се заинтересирани да инвестираат државени. И
беше бомбастично најавено, иако знаете дека се работи за скромни средства, сега ви кажам дека само на Кропови Шубер му требаја 1,5 милиони евра за да започне со работа. Меѓутоа, оваа година, 2016-та, воопшто не прочитавме никаде дали има некој ефект од таа држава. Планот тогаш беше не да се додели еднократно, секоја година општината била да издвои одредена сума од својот буџет и да ги стимулира на некој начин инвеститорите да започнат со градот. Посебно помалите инвеститори и кои што реално владата немала никаков интерес да ги помага во подобрување на сигурност на земјишта, затоа што малку ги вртува. Во програмата апсолутно ништо не е спомнато. Имајќи го предвид дека ништо ново не почна со работа таа. Предпоставувам дека и од тие 50.000 евра немаше некој ефект. Зашто тој го очекува. Сега за сега толку, ако видим ништо ќе продолжи. Благиче.